Trojno poголем данок ги очекува граѓаните за плаќање оваа година за целиот неактивен недвижен имот. Ова, на пример, се однесува на стани или куќа кои ги поседувате, а во нив не живеете, необработувано земјоделско земјиште и слично. Според законот кој на сила стапува годинава, кој беше донесен во 2020 година, одделенијата за данок во општините треба да изготват соодветни и нови решенија. Основната стапка на данокот на имот е пропорционална и останува иста од 0,10% до 0,20%, но советите на општините, кои по закон ги утврдуваат стапките на данок на имот, ќе треба да утврдат нови стапки зависно од тоа дали имотот се користи или не. За земјоделското земјиште што не се користи, општините ќе треба да наплатат 3 пати повисок данок на имот од пропишаното, односно да утврдат 3 пати повисока стапка. Исто така, имотот кој граѓаните, фирмите, државата или општините не го користат подолго од 6 месеци, ќе се оданочува со 3 пати повисока стапка од пропишаната. Стои во измените на Законот за даноци на имот. Освен ова, законот ги обврзува граѓаните сами да го пријавуваат имотот кој не го користат. Собствениците на имот, граѓани, фирмите, општините и државата ќе треба да го пријават имотот што не го користат, а ако не го сторат тоа, ќе платат данок на имот со стапка повисока од 5 пати од пропишаната. Предвидува законот. Освен повеќе пари за општините, има ли овој закон и друга поента? Значи целта на законот да тој простор се стави во функција, ако не за самиот собственик, да го туку за други некои идни корисници да го отуги, да го продаде и така натаму. Значи според мене оправдано е интенцијата на законодавецот да овој простор на еден начин се стави во функција. Тоа е основната суштина на законот.